Не само да се распушти, реформите треба да се движат во насока и на укинување на судскиот и советот на јавните обвинители кои влијаат за намалување на довербата во правосудството. Правници со порака до власта да размислува за радикални промени во правосудниот систем. Адвокатот Пешевски посочува дека членовите во највисокото судско тело наместо да мислат како да се подобри катастрофалната состојба, тие единствено што сакаат е да си ги зачуваат позициите. Не само да се распушти, туку можеби треба и да се укине како судско тело и треба да се обмисли, да се најде решение и тоа од самите суди на формирање на некое се ново тело во кое што ќе партиципираат судиите, но ваков судски совет и во овој состав допринесе за тоа да се намали довербата во судството на ниво на статистичка грешка, така да мора да се распушти. Јас стварно не знам која е нивната борба сега преку странски амбасадори да ургираат и било што да направат да не бидат распуштени. Не можам да сватам место самите да пробаат да ги сменат на подобро работите во судството, они гледаат да си ги задржат фотелите. Идентично распуштање како на судскиот, така и на советот на јавните обвинители, вели Пешевски, ќе бидат храбри чекори кои многу веројатно ќе дадат резултат. Истиот став не еднаш само сум го повторил, истиот став го имам и за Советот на јавни обвинители. Републички судски совет и Совет на јавни обвинители се длабоко партизирани институции кои го рушат рейтингот на правосудството и ствараат ситуација каква имаме. Политизирано правосудство и доверба во правосудството на ранг на статистичка грешка, како што кажав. Најавата на Мицкоски за корените реформи најде на многу коментари дури од амбасадорите, но тие по критиките од премиерот дека се мешаат во внатрешните работи на државата и дека неопходни се реформи, а ако имаат предлози да ги кажат, посочија дека македонскиот премиер отворил важни прашања и дека соработката продолжува. Според владината програма, власта нема да се откаже од најавите криминалците и корумпираните да си ја добијат заслужената казна.